Започна вселувањето во 76 така наречени социјални станови во Прилеп. 4 членото семејство Атанасовски веќе 30 години живеат под кирија и немаат свој кров над главата. Моментално немаат ниту приходи, живееле само од постојаната парична помош. Тони Атанасовски вели дека е благодарен на државата што после години го исполнува својот сон да има сопствен дом. Кога ги држите овие клучеви во рака, какво е вашето чувство сега? Ми е прекрасно, не можам да го опишам. Значи, благодарам што дојде време да се ги земи становите, благодарам на владата, на сите во владата, на министрите, посебно на председател Никола Груевски. И сум задоволен од нив како влада, ми помогна, ми дадоа кров над главата. Пресличен сум и не можам да опишам. Значи, малци возбуда дури имам. 4 члено семејство сум со 2 малолетни деца. Што живеете? Од социјална помош живеам. И сега ова ми дојде многу добро, што ќе си се удуми, што ќе си имам подкрив на главата, што знам дека е лично мое. Наташа Цикуруска е самохран родител на 4 малолетни деца. Вели дека не може со зборови да ја опише радоста сега кога конечно има сопствен дом. Живеевме под кирија, значи 4 години скоро, со 4 малолетни деца. Сега чувството е прекрасно, покрив на своја глава. Фала му на Бога, фала му на сите. Дај Боже и сите да добија, по правило да кажам, како што му се следува, секој да има свој дом, каде да има да ги згрижи децата. Благодарам. Тешко ли беше да се живее под кирија и да се одгледуваат 4 деца? Фала Богу дека е тешко. Се знае како е под кирија. Треба да имаш киријата да ја платиш, да мислиш секој месец, да имаш барем за децата е најосновното што треба за школувањето и да не правиме муабет. И другите добитници на становите кои денеска се вселија во зградата. Вела дека конечно после долго време и малку задоснување на распределбата на становите. Конечно правдата излегла на површина. Се остварува мојата желба да имам собствен дом, инаку седев под кирија, со 2 малолетни деца, самохрана мајка, инаку не сум добре со здравјето, се лечам и така. Конечно еве, успеавме да добиеме. И пресечни сме. Значи, чекавме доста години се, значи во прашање, точна бројка не можам да ви кажам. Еве, конечно, чувствуваме дека имаме нешто наше собствено. Какво е чувството сега? Преубаво, не се опишува, значи, кога знаеш дека имаш нешто твое, собствено, убаво е. Значи, му посакувам секој што нема вака да си дочека, значи, еве, благодарни сме пред се на државава. Преубаво е, немам зборови да опишам, значи. Становите се со големина од 42 метри квадратни, а од 76 станови правосилни решенија имале добиено 72 апликанти, а додека за 4 стана траела жалбената постапка. Инаку досега вакви станови се изградени во повеќе градови, како Скопје, Битола, Кичево, Охрид, Македонска Каменица, Кавадарци, Берово, Клива Паланка, Демирхица, Ресен и Штип. Од јавното претпријатие за стопанисување со стамбени деловен простор вела дека моментално на ниво на држава биле во градба 125 социјални станови, кои што се граделе во Кочани, Македонски Брод и Гостивар. Тие ќе биле готови во текот на 2017 и 2018 година. Според јавното претпријатие за стамбени деловен простор, во 2017 година било планирано да започне изградбата на уште околу 500 вакви станови во Струмица, Пробиштип, Виница и Свети Николе.